четвртата седмица на локалниот економски совет, на кој што имаме намера да усвоиме неколку точки. Прва точка која ќе се разгледува ќе биде можноста за разгледување на развојните планови за автокампот Андон Дуков. Именно како што знаете, со комисија која беше формирана во рамките на економскиот совет на владата на Република Македонија се направи увид на сите автокампови кои што во моментот функционираат на околу Охридско езеро, значи во Охрид и во Струга, и беа дадени генерални смерници околу можностите за иден развој на овие автокампови. Денес на дневен ред ќе биде точка за разгледување на развојните планови на автокампот Андон Дуков. Понатака ќе следи информација од страна на локалната самоуправа за статусот на проектот за изградба на индустријска развојна зона во Малоцкер. Секако тука ќе биде она што ние во изминативе неколку месеци силно се залагаме, тоа е конечно воведување на регуларни летови од Охридскиот аеродром, и тука ќе следи секако информација од наша страна, од страна на локалната самоуправа за состојбата со овој проект. Понатака ќе имаме информација од страна на локалната самоуправа за изградба на пензионерски дом во Охрид, заложба која што ние силно ја поддржуваме и ги стимулираме не само приватните инвеститори, сите оние институции кои што сметаат дека Охрид е вистинско место за градба на едни вакви пензионерски дома, кој што представува една неодлажна потреба на населението во Охрид. Сакаме во овој момент да ги поттикнеме на членовите на Советот на градските автоци, секако нивните пријатели, нивните соработници и нивните бизнес партнери да пројават јавен интерес и евентуално да ни предложат идеи за реализација на овој голем проект. Една од точките на дневен ред секако ќе биде и состојбата со временните објекти во Охрид. Понатака имаме дискусија за имнината на стопанските објекти кои што се лоцирани на ниво на општина Охрид, кои во овој момент не се функционални. Наша заложба е да го чуеме нивното размислување, да чуеме какви идеи и предлози би ни дале за секој од нив поделно, како би можеле ние да ги рестартираме, односно да почнат тие нормално да работат и секако да придонесат за локалниот економски раст и за креирање на нови работни места. И на крај, последна точка од дневниот ред, која што реков е положение на четвртата седмица на Советот на градските автоци, ќе биде создавање на работна група за изработка на двозницетна стратегија за економски развој на градот Охрид. Благодарам.